Пратениците на ВМРО-ДПМН побараат владеачкото мнозинство и владата дневниот ред на денешната собраниска седница да се дополни со точката за увид на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, која не беше усвоена. Според пратеникот Илија Димовски, одбивањето на предлогот покажува дека не постои транспарентност кај новата влада и покрај најавите на премиерот Заев за отчетност и инклузивност на опозицијата и јавноста за сите политики во процес. Дополнувањето на дневниот ред би се состоело со предлагање на точка информација за договорот за добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Скупно гласа 95 пратеници, за гласа 40, против 55. Констатирам дека предлогот не е прифатен. Со самото гласање против информацијата да разговараме за договорот со Бугарија, вие покажувате дека сте максимално негативистички поставени спрема секоја иницијатива од опозицијата. Во само 3 минути ние ви даваме излез како да излезете од каша и да не ја закочите државата во секојдневно функционирање, а вие гласате против информација транспарентно граѓаните на Република Македонија да дознаат што е договорено помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Од друга страна, министерот за надворешни работи Никола Димитров во интервју за Ројтерс обелодени дека Македонија и Бугарија го усогласиле текстот за договорот за добрососедство, чија цел е решавање на долгогодишните спорови и тензии. Постигнавме компромис за текстот. Потпишувањето на договорот за добрососедство ќе ја зголеми довербата меѓу нас, ќе покаже дека сме сериозни и дека сакаме да создаваме пријателства во регионот. Ројтерс подсетува дека досегашните сложени односи меѓу Македонија и Бугарија ги отежнуваат напорите на Скопје да се приклучи кон НАТО и Европската Унија, иако најголемата пречка за тоа е спорот за името со соседна Грција. При тоа се посочува дека договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија се очекува да биде потпишан на 2 август. Дел од медиумите објавуваат информации дека со цел договорот со Бугарија да помине во земјава без последици, новата влада и Заев формираат платен список на историчари кои ќе треба да го бранат или да го премолчат договорот. Неговата содржина за македонските пратеници и јавноста останува тајна, за разлика од Бугарија, каде како што известуваат тамошните медиуми, веќе беше оценуван од Комисијата за надворешни работи и е достапен за секој пратеник.